почтувани гледачи, ве поздравувам од еден од најубавите региони во Македонија, а тоа е Злетовско-Кратовскиот регион. Поточно се наоѓам во близина на течението на реката Злетовица, во едно волшебно место преубаво, ресторан Злетовица. Тука дојдов со моите пријателки кои што се членки на Сдруженијето на пензионери на општина Пробиштип, а поточно има нели од Злетово, од Пробиштип, од околните села, општини, места и така натаму. Заедно си поминуваат прекрасно време, сите се весели, расположени и денешна наша гостинка, но не случајно, е господјата Жане Панова, која што ни доаѓа токму од овде, од Злетово ни доаѓа. Жане, ти благодарам многу што ќе споделиш твојата омилена рецепта со нашите гледачи, така? Така. А ти ја гледаш нашата емисија Вкусот на традицијата? Да, ја гледаме. Нели, како ми викаш, Адријана Сабале, кога ќе станеме, ќе го ставиме кафенцето и ќе си гледаме Вкусот на традицијата. Нели, дали си запишуваш некои рецепти, Жане? Запишувам сега и модерното и старото, нешто од старо време. Ете, така. Имаме ние стари рецепти од... Токму така, токму така. И по-убаво. Така. Ти сакаше со нас да ја споделиш рецептата за домашна бајадера. Да. Најчесто гледачките знаат да ми напишат: Адријана, те молам, дајте ни рецепта за домашна бајадера. Нели има повеќе опции, некој ти кажува една, втора, трета, пета. Да, има повеќе рецепти, да. Но ова твојата што ја пробав, стварно ме бендиса, да ти кажам, и затоа одлучив да споделиме. Убава, вкусна и има изглед убава, украсна е. И издашна е, многу излегува, нели? Да. И вака, кога си правевме муабе со Жане позади камерите, знаете што дојдовме до заклучок да купите една голема бомбонјера, бајадера, тоа чини читаво богатство, така? Да, поскапо. Значи, не може секој да си дозволи, што е нормално. Да. Тука нема ништо непријатно околу тоа. Затоа си постојат овие домашни рецепти за бајадера, кои што можеме да си ја направиме, но да не чини... Ем поевтино, ем повкусно. 50% поевтино, а ни излегува уште... Повкусно. Уште повеќе. Ете така. И повеќе, да. А Жане, за да се направи домашна бајадера, ти си иначе домаќинка по професија, така? Да, домаќинка, да. Тоа е најважната професија, каде што не можете за таа професија нигде да студирате, нигде да завршите. За оваа професија домаќинка вие студирате цел живот додека сте живи. Секој ден студирате. Така ли е? Да, така е. Токму така, секој ден. Што се ни е потребно да направиме домашна бајадера? За оваа бајадера ни е потребно 12 лажици шеќер. Така. После 250 грама и 3 јајца. 3 јајца. 125 грама маргарин, или може путер. Може путер. 200 грама ораси, 300 грама бисквити, може мелени, може кршени. Кршени. И 100 грама чоколада. Само толку? Само толку, ефтино и економично. Let's go, Жане. Ајде да си правиме бајадера. Ајде да видиме сега како се прави. И убаво и економично. Така, како се прави. Сега ќе кршиме јајцата. Значи ви треба тенџери и оган. Да. Леле, оревите колку се убави. По еколошко, чисто тука. Брзо прави ја бајадерата, ги изедов оревиве. Имаш внучиња? Имам внучиња, 2 внучиња имам, машки, 2 женски. Така. Ми ја правиш ова бајадера? Ја правам за празници, кога доаѓаат, они многу сакат. Така. Бабо, кога ќе ја правиш таа бајадера, многу е вкусна. Кажи на мама, ма само да не ја утне. Така ли ти вика? Да не ја утне, викам, јас ќе кажам рецептата, да не ја утне. Значи, да кажеш на мама, ма да не ја утне. Да не ја утне, вистина да го направи точно како твоето ти баба, многу убаво прави. Значи, ете, колку си искрени децата. Да.
А они викат па баба се е сладко. Нели? Да, ка баба се е сладко вика. Браво, браво. И сега јајцата и шетерот Да, ќе ставиме чоколадата и и маргарино. чоколадото да зовријат на оган, така? Да, малце, аха, да заовријат. Треба да се зовријат, сгусне, да. да се сгусни, да се поврзат сите. Ете, ако сакаш маргарино го фрле. Ајде и маргаринот, Така. повели. Фала. И маргаринот го ставате внатре. И тоа сега ќе се сгусне. Ќе ставиме бискотите, оревите. Толкова вкусно. И ако сакаш укалапо има многу убаво форма. Ќе ви треба и едно калапче да не Калапче за заборавиме. форма, ако сакаш утавка, па ќе се сече на Триаголници. коцки. Да. Триаголници се ова. Ова е тавка за триаголници, така? И на тавката им ставате најлонче. Целофанче, за да не се лепе, да се сече убаво. Пластична фолија, стреч фолија. Да, што е, да се така? сече убаво. Намачкано со зејтинче. Да. Супер. Како вкус имаат оревите од овој крај, боже. Ама мрсни се, Многу вкусни убави. се, убави. Има ореви малце Голми, налутно, сочни. така нагорно, а тие се сочни. Прекрасно. И сега ова се треба да проврие. Да проврие, да се сгусне. Само што ќе се проврие, најлесно се додаваат прави и брзо. оревите, бисквитите и сето тоа укалапче Да. и во фрижидерче. Да. И после сечи и се послужи. Кажи ми, колку време треба да отстојат во ладилник кога ќе ги направиш? 15 минути до пола сат. 15 минути до половина час Да. и тоа е тоа, готово. Да. Како сега што немат жените време, се се на работа, ова е лесно и брзо. И стар рецепт е многу вкусно. Да, одамна ти ова Одамна рецепт, е многу стар. Па порано немаше сладки торти, тој се си правиме бајдера. Да, јас се сеќавам кога бев мала и кога ќе ми донесеше некој, кога ќе доеше на гости, бајадера ќе ми донесе, знаеш? Да. И мајка ми ќе ги ставеше на сред маса во едно кристално така и ќе ми речеше: "Ова е за гости, ова За нема гости. чепкање." Да, да, Така? прво гостите така и кај нас Прво беше. гостите така беше порано. па Прво после гостите, за нас. после што остане, ајде децата радуеме. Сега има и за деца и за Има гости. се, сега само Научете здравје. си ова рецепта за домашна бајадера и немате никаков проблем. Супер. Еве го, веќе е готово, така? Веќе е готово. И сега го тргаш од огин кога ќе ги додаваш другите работи? Тука ќе го ставиме. Тука? Да ти помогнам јас. Видиме дали се сгуснало да завари шалаца. Аха. А постојано треба да се меша. Да, постојано Така? и јајците ќе се здерат на парченци. Така. Чекај да видиме дали врие. Почнува. Еве да. Да се врие како пудинкова Да, правиш, нели? да. Па да ви кажам, многу привлечен амбиент за снимање на емисијата Вкусот на традицијата, тука во дворното место во ресторанот на Злетовица. Еве го, Готово. вади ме ури, вади. Да го, ќе го исклучиш? Да. Исклучи го. Ете така. Ајде сега тука да се додаде. Да додадем Чекай бискотите. Ете така. Значи беа 200 грама, така? 300. 300 грама бискоти И 200 200 ореви. грама сечкани Ореви, да. ореви. Не зимам веќе, ветувам. Така. Еве јас да раскренам тука. И калапчева да ти го принесам тука. Фала ти, Адрианче, што ми помагаш. Еј, ова за час работа. Ова брзо се прави. И можеш утавка да си го разплескаш, па згор чоколада посипеш, глазура. Така, И на коцки си го сечеш, а може можеш на и вака коцки, со може и во фигура, да. калапче. Да. По друга форма има. Аха. Сега полека ти си го додаваш И овде. интересно, и многу го сакат децата и си земат урака си нели отин. Да. Прекрасно. Одлично.
И цело време со рака го работиш? Мислам со лажица? Со лажица, не, со рака не, само со лажица. Тоа се измеша и толку, она се соедини. Да, еве гледам веќе е соединето. Да. Се е споено. Така. Прво го оставаш да се излади на собна температура па во ладилник или одма во ладилник? Оти ова има маргарин, одма ќе стегне, Одма нели? стегне, одма стегне. Да, да. Ајде. Така. Чека се вака. Јас ќе го држам ова да не шета. Аха, треба да натиснеш со лажицата, така? Да се натисне малце, да се Да се соедине. натисне. Оти Аха. Чекај, ова што падна. Зијан да ни да. и убаво и ефтино, нели? Баш така, да. Чекај вака, ајм ти ќе го затвориш после ова, нели? Да, ќе се затвори со Па и знаење. со рака ќе потиснеш малку. Нели? Да, да, да. Се со раце работи. Да. Така. Па тама ни подизладена е малку. И тоа си е дозата, таман да си се собери. Па супер. Одлично. Тука сега треба. Тука од овој крај. Така. Ти стави, ти од таа страна ја од ова. Уште треба овде. Леле, каков убав мирис. Нема потреба се додаде овде ни ванила, ни ништо, ти самите Ништо. бисквити убаво мирисаат, оревот, путерот или маргаринот. Така, чека се, вака ќе го направиме. Да не се блажиш, ќе го новам со снајлончето. Како? Да не си блажиш раците, вика. Ако ќе си ги излижам, шо? Така, кад се работи се лизне, нели? Да, Вика кој брка у медо и си лизне раците, и точно е тоа, Така точно. се ти не тераш да правиме тука бајадера домашна, не си лижнеме рацете. Да. Таман работа. Ја вака речем. Така, како правиш ти? И така. Така. Јас за И да си можам... дојде еднакво. Кога ќе се излади ова, се гледаме, драги мои, заедно со пријателките, ќе си ја пробаме домашната бајадера. Браво! Жане, браво за ова. Се оладе 15 минути, ќе го Ајде, да го пресечеме и однесеме ќе се во кујната послужиме. на рибнико с летовица. Прекрасно. Супер. Ете, драги мои, како изгледа после 30 на минути нашата домашна бајадера, што ни ја направи Жане. И ќе ја поделиме заедно со нашата пријателка Славјанка. Повели, ти си ни гостинка, повели. Фала да го Како пробаме. ќе се насладиме сега, а чуваме и за целиот персонал тука во рибниот ресторан Злетовица. Ајде да ја пробаме. Убава. Убава, Мераци. економиче, да. И како атрактивно изгледа, дека е со кршени бисквити. Она може да се направи и со мелени бисквити, Да, ма тие нели? викаме го таблероно. А, Ако е со мелени бисквити, ја ревите со мелени и таблероно. Испадне друго име. Таблероно. значи сега можете- бајадера. Сега е бајадера. Ако ги somелете бисквитите, ќе добиете тоблерона. Да, нема ги овие Тој украси. да е, како сакате, викајте го, толку е вкусно. Па колку убаво одговара и со една голтка бело вино. За вас, драги мои пријателки, ви здравје. благодарам што ни ги го споделивте овој убав рецепт заедно со нашите гледачи. А вие останете на фреквенцијата на Алфа телевизија и се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување!